А, Јас се надевам дека не гледа публиката. За почеток да се извиниме што малку доцнеме со оваа промоција. Секогаш техничките проблеми се тука, но конечно се вклучивме и јас сакам на публиката на Литература МК да ја посакам добре дојде на оваа онлайн промоција на книгата Press and Play од Ненад Георгиевски во издание на Арс Ламина публикации. Книгата е всушност создавана 15 години, содржи рецензии, осврти на настани во живо, изложба, фестивали, она што Ненад Георгиевски низ годиниве го пласираше на порталот All About Jazz. Оние кои што ја следат джез музиката, авангардата, знаат за што станува збор и конечно тоа е вообличено во книга. Инаку јас сум Бранка Костич Марковиќ и ми представува особено задоволство што сум модератор на оваа промоција, а со нас вечерва се авторот Ненад Георгиевски, уредникот на изданието Милан Дамјановски и Оливер Јосиповски, наш познат музичар кој што е автор на вториот предговор и личност која што се провлекува низ многу настани во книгата, опфатени во книгата. Јас секако најмногу простор ќе му отстапам на Ненад, но пред да го представам авторот за малкумината што не го познаваат, ќе му дадам збор на уредникот на изданието Press and Play. Тоа е книга од 200 страници, која што е целосно на англиски јазик и мислам дека ова првото вакво издание од овој вид, рецензии на англиски јазик, што мислам дека е голема придобивка за музичарите и нивните изданија, зашто така директно допираат до пошироката меѓународна јавност. И веднаш со прашање, Милан, добре дојдовте, конечно добре дојдовте сите тројца на оваа промоција. Милан, вие освен тоа е јавна тајна дека сте пријател, колега од факултетот, со Ненад завршивте англиска книжевност, вие сте професор на оваа катедра, ја познавате музиката, заедно со Ненад ги следите настаните, сте ги читале сите рецензии поединечно, меѓутоа ме интересира што кога Ненад реши да создаде книга, што ви беше прво на ум, како тоа да се спакува во едно вакво издание кое што ќе комуницира со читателската публика? Прво да заблагодарам на поканата и заблагодарам и на Арс Ламина што препозна важноста на една ваква книга како и за нашата музичка сцена, но и за нашето културно помнење. Благодарам и на воведот на Бранка. Како што кажа, да, со Ненад се знаеме веќе подолго време, уште од времето кога и двајцата имавме подолга коса. Значи, уште од младежките години. И тоа беше 90-тите години, кога ми се чини дека дојде нов бран на македонска музика и креативност. Тогаш ми се чини, во тоа време и Оливер веќе стапуваше на сцена. И подоцна дојде... Да. Сите да. И тогаш дојде и времето на интернетот и некако се склопија овие две работи и промоцијата како и на таа музичка сцена, така и на излезот на балканската пеномагината сцена и Ненад тоа многу добро го проследи. Така што оваа книга се создава веќе 15 години, ја создава не само Ненад како рецензент, туку и самите македонски музичари со нивната креативност и нивниот жар, нивната постојни идења напред, истражување на нови начини на изразување, нови форми и конечно издавање на албумите, што мислам дека беше исто така нова појава во македонската независна држава, така што со Ненад говоревме сите тие години за една можност да се стави тоа на едно место, а не само да остане на интернет пребарувачите на Google или на All About Jazz. Така што не беше воопшто проблем да се направи, да се состави оваа книга, веќе таа веќе беше составена со текот на годините. Наставно беше само да се направи формат.
И најголема разговор имавме во врска со тоа дали само да се вклучат рецензиите, но и дали да се вклучат и останатиот дел на неговиот новинарски ангажман, а тоа е покривањето и на музичките концерти, на фестивалите, како и следењето на издавачката дејност. И на крај дојдовме, ми се чини, со помош на издавачот Арсламина до една убава средина да даеме и еден хронолошки приказ, но и еден сеопфатен културолошки и историски приказ на настаните од тој период. Така што неголемиот труд го направија музичарите, па потоа Ненад со неговото следење, а мојата работа беше лесна. Ненад е сигурно задоволен што во еден човек има и пријател, и уредник, но и пруфридер, така што книгата е едно комплетно издание, издржано и ќе биде вистински репрезент. Јас пред да му дадам збор на авторот, ќе го замолам Оливер Јосиповски. Тој го пишуваше вториот предговор. Имаше интересен, тоа ми запна за очи дека ова време можеби не е најдоброто време за музичарите, но книгата на Ненад сведочи за времето. Јас сега парафразирам, но може Оли да ни ги повтори овие зборови, бидејќи се клучот на книгата, прави еден пресек, вие влегувате во еден поинаков документ кој што ќе сведочи за ова време, невреме, но гледајќи ја музиката што се создавала, вистина е плодна. Да, здраво на сите од мене. Многу ми е драго ова друштво, некако ми е пријатно, иако не сме заедно во една просторија или во некаде кај што се пие вино и кај што ќе оди музика во позадина и сите некако ќе држат книги во рака. Јас малце си украдов неколку капки вино на здравје, на Ненад да му честитам. Бранка, фала ти тебе за убавиот увод. И што си со нас денес? Да, целата идеја е ние кога создаваме музика и кога настапуваме и кога снимаме музика, целата идеја е тоа значи акција, а оваа книга е реакција на тоа. Значи тоа е победата на тоа. И јас кога кажувам дека можеби не е најдоброто време, меѓутоа ако не е забележано ова време, нема да го знаеме ова време кога ќе дојде она подоброто време, нели треба значи има документ, има сведоштво за ова време, за музиката од ова време. Освен CD-ата, нели, и пишаниот збор е многу битен и сите тие ревјуа се многу битни, така да му се заблагодарувам на Ненад за неговото брзо реагирање и како по импулс реагира, како кога ќе боцниш, мислам, ви честитам на новинарите што сте такви кога многу брзо тоа некако таа акција, реакција кај вас се пресликува и тоа е целата работа, затоа што ако немаме сведоштво од ова време нема да знаеме дали било добро, дефинитивно, или било некое не беше баш добро, затоа што сега кој ќе правиме мувет после 50 години, дај Боже, ќе правиме мувет дека да, сега е музиката во подобра позиција, но ова ќе биде сведоштво за тоа време, тоа ми е зборот. Ненад Георгиевски е наш познат музички новинар, излезен од праксата и би рекла поттурнат од ентузијазмот. Знаеме дека е тешка битката да се опстане во културата, во медиумите. Вие сменивте многу неделници, фриленс новинар сте, слободен новинар, по струка сте професор по англиски јазик и ова што сте го направиле досега, ова е ваша трета книга, имате претходна една книга од 40 интервјуа со музичари, другата е со 60 интервјуа, го ширите таму фокусот, не се само музичари, луѓето од културата. И сега третата објава за Арсламина е рецензиите, и не само рецензии внатре. Имате работено и во телевизиски медиум, предводите еден интересен фестивал за музички документарни филмови и тоа би било накусо, бидејќи е долго, да кажеме, што сте работеле се, но сега предмет на нашиот интерес е книгата Press and Play, прво многу интересна игра на зборови, соодветна за ваква книга. Ние ги читавме вашите рецензии во All About the Jazz, но добро е за оние кои што се уште не се информирани да кажеме за каков портал се работи, колку е тој важен за музичарите во светот,
колку музичарите сакаат оттаму да црпат референции, да се прикажуваат на тој начин. Значи, како настана книгата? 15 години се во прашање. Овака се уште веднаш да дадам едно појаснување кое е уствари умот на наслов. Значи, тоа е пак Милан Дамјановски. На времето кога размислувавме за тие музики младите книги, кој би бил соодветен, тоа што ще размислав само за една и се трудев да стигнам барем до таа една, он начина една така убава игра на зборови, без кој што се внесува без на новинарство и плей и музика. All About Jazz е една многу богата платформа, значи каде што мислам дека ги има едно 1000 автори, новинари, кои што пишуваат на најразлични теми. Централно место се тие рецензии за албуми, за джез, за се и сешто. Меѓутоа тоа се шири на концерти, се шири на промоции, на видеа, промоции на разни. Поглавном се создава една убава, богата библиотека за следващо едно убаво динамично време. Значи, тоа е еден од најпосетуваните сајтови, најчитаните. И представува еден вид на историја, библиотека, како на Алберт, лабиринтот од сите тие знаења, но и емоции, видувања, размислувања. Отприлика тука сме. Да. Но ова не се, тука се рецензиите објавени за македонски музичари. Да. Вие имате напишано над 240 чинам рецензии за светски концерти вкупно. Овде се издвоени и 170 такви интервјуа, прикази разни. Значи 200 и нешто албуми, 170 тука се ставени сите тие како articles, концертни рецензии, интервјуа, разни работи. Да. Милан, вие дали имавте сугестии, дали авторот трпеше сугестии што да избере или тука се опфатени сите рецензии кои што вклучуваат некој македонски уметник, бидејќи на албумите кои што се рецензирани разбирливо учествуваат и странски уметници, има и хроника за Скопскиот джез фестивал, за Оффест, изложбата на Жига Коритник, каде меѓу другите светски уметници кои што настапиле на Скопскиот джез фестивал се и нашите, домашните. Дали имаше тука двојби што да се изземе, што да се дополни, нешто да се дообличи или просто само извлекувавте тоа што би влегло во 200 страници? Пак вика кога говориме за All About Jazz мора да укажеме една работа дека овие тексти поминале низ филтерот на еден на таков етаблиран светски медиум. Веќе кога говориме за джез музичарите, секогаш се гордееме со нашите музичари кои завршиле на Беркли или на некои од другите познати академии. Ова е еден вид на новинарска академија, бидејќи тука на испит сте секој пат кога ќе поднесете еден новинарски текст, така што самата вредност на нашата музика се покажува со тоа што е поминала низ тестот на квалитет и на тој медиум, бидејќи тој сепак не дозволува, не е медиум за реклами, туку едноставно медиум кој се забележува светското джез творештво и наследство, така што самот факт дека тие биле објавени таму им даде еден атест, една кредибилитет за да бидат вклучени во оваа книга. Во однос на Ненад, мислам, секојаш е отворен за соработка, но немаше потреба, освен за некои можеби некои стилски корекции мали кои може текот на времето да ги бара, едноставно само да се вметнат, бидејќи го има положено тестот на All About Jazz. Така што ова е неговата, не би рекол дипломска магистарска од таа институција. Оли, вас да ве прашам, вие сте и учесник, сте ги свирале концертите, сте ги создавале албумите, да споменеме дека сте еден од основачите на Полтин, дека го имате сега вашиот бенд Љубојна, соработувате со многу музичари, еден од најпосакуваните соработници би рекла покрај Еминџијан, Гоце Стефковски. Во оваа книга се собрани, јас не знам како да го наречам, еден кружок македонски музичари кои што одлично соработуваат меѓу себе.
тука се Џон Или Апелгрен, Васил Хаџиманов, Владко Стефановски, Анастасија, луѓето кога ќе се сетат кои луѓе членуваат во групите и каде гостувале на албумите, тоа се едни исти луѓе, таа е таа критична маса. Јас би ви поставила едно прашање, кога ги прочитавте рецензиите од Ненад, да се однесуваат на вас, си рековте, откривте некои нови аспекти за кои што не бевте свесни ни самите, дека сте ги отсвирале, дека сте ги направиле, дека сте имале такво влијание во тој момент? Добро, друштвото кое што го прво за тоа кое што го споменавте, ами Бранка е неверојатно, тој кружок, да, и би се рекло дека е еден многу силен кружок, ама е една герила која што многу јако работи на својата идеја и е стварно кој ќе се сети човек на сите тие имиња кои што ги спомнавте, неверојатно инспиративно и некако човек радост му доаѓа, пошто сите тие луѓе многу јако газат во тоа што се вика градење на својата кариера, тоест доаѓање до својата музика. Прво тоа и јас би го нарекол таков еден герила сојуз кој што е така многу убав, симпатичен. Пошто така сакам да ги нарекувам работите кои што се силни, се такви јаки панкерски. И Ненад веројатно ќе има голема задача за следниве години за да ги приспои сите други бендови кои што доаѓаат. Меѓутоа тоа е едно море, еден океан од музичари, веројатно ќе му биде тоа тешка задача за да ги издвои другите музичари, пошто има ностоп во Македонија добри музичари, за среќа. Тоа што Ненад е многу интересен. Да речеме, јас се запознав со една жар некако на улица после на наша промоција, некако Ненад не е човек кој што се согласува, нели? Ненад има добро око, има така и многу брзо ти кажу, не е тоа бе, не е добро. Викам, чекај, дај малце милост бре човече. Се зафркавам, но на пола е вистина затоа што Ненад одма го кажува, го слушнав тоа, не како не. И мене тоа на пример многу ми се свиѓа кај него и тоа што го се разбира дека сите работи кои што се согласил да ги пишува внатре, пошто ги читав и рецензите и од другиве артисти, внатре открива едни аспекти кои што се многу интересни, да речеме, кои што јас не сум ги приметил или дека не ми паднале на прво, пошто јас сум и музичар, од секој пат ние гледаме од еден аспект, се радувам кога новинарите и музичките критичари гледат од тој аспект. Ние имаме проблем со музичката терминологија, сега ми паѓа на памет каков е овој кога ќе ги соединиме сите рецензирани албуми, станува збор за некаков фјужен, бидејќи вие сте со примеси на етно, world, имаме тука Анастасија со византискиот црковниот призвук, имаме чисти джезери како Џон Или Апелгрен со пијано придружба. За тој проект зборуваме, имаме и електроника, Кирил Џајковски, имаме и од класичниот бекграунд како Младиот Пеовски и Коџабашија. Значи, интересен еден спој, дали можеме да зборуваме Ненад, Оливер, сите вие ве прашувам за некаков си модерен идиом македонски на таа алтернативна сцена, како би ја нарекли? Имаме проблеми со категоризацијата, но конечно тоа не е важно. Важно е дека музиката е автентична, авторска, од се ова што прочитав и претходно и сега се потсетив. Значи, како гледаме на македонската музичка сцена? Ја гледам лично како генерации кои што на постари генерации, на понови генерации, на ептен млади генерации. Пример Владко и Анастасија и Кирил Џајковски се некои постари генерации кои што живееле и твореле во некој друго време со други стандарди, кои што сега откако се самостојме, нели, како држава, искочија како гиганти на некои со кои што можеме продукцијски, креативно да се носиме со музичари во други земји. Сето тоа, да кажеме, дал Господ дека ова плодно тло за убава музика, разноврсна музика. Мислам дека многу наши бендови ги имаат тоа зацртано, нивните искуства ги носат кон тоа да не налипуваат еден на друг. Дори ако видите и Чалге Sound System
е нешто што точно како Чалгија отишло во нешто сосема друго, нека современ израз. Едноставно, барем мене тоа што ме радува е тоа богатство. Иако се на различен степен од развој, некои се во топ форма, некои се во залез, мене ме радува тоа богатство. Тоа е тоа што ми ги буди мене тие емоции и дека на тој начин, како автор, значи како рецензент, давам на светот го знаење дека еве нешто имаме што вреди да го слушнеме. Ова. И читаноста го потврдува тоа. Да. Не знам дали сте свесни, ние можеме низ вашите рецензии да ги разгледуваме и трансформациите на музичарите. Еве споменавте Чалгија Sound System, но предходно Доријан Јовановиќ со Калдрма, една естетика, без разлика што е сепак инструментариумот тука некаде. После можеме да разгледуваме музиката на нашите и да се прашаме дали филмовите би биле толку успешни да не беше музиката на Џајковски, на Големата вода, Балкан Кан, на Анастасија, на Пред дождот, на сите музики што ги направи Фолтин, тој псевдо, како кабаретски звук. Да, дали да, Милан има нешто сака да дополни? Мислам дека самата книга и сите не автори, музичари и автори, дека тие се автори и креативци, укажуваат на вкоренетоста на македонската култура и македонската средина. И сето ова се музичари кои се дел од една космополитска, урбана, едуцирана, креативна генерација која спојува, па еве сега може да кажеме 2 века, можеме така да се изразиме, но и еден период на Југославија кога сме биле можеби најдобра, една од најдобрите музички сцени и една од најкосмополитските држави и новото време. Со тоа што нема ограничување, кажува колку беше богата таа сцена, но и самите наши музичари колку црпеат неа, но и колку наоѓаат нови начини да ги спојат тие различни методи. Почнувајќи го имаме Владко, со сите негови инкарнации тука мислам дека е опфатен. Потоа ги имаме филмската музика Џајковски, како што реком, се тие трансформации. Оли, не знам ја, кога ќе пишуваме биографија за тебе документарец, ќе треба 10 епизоди за секој проект каде што учествувал. Мислам дека не ве слушна, не го слушна комплиментот, Оли разговараше таму. Вистина треба неколку томови да се напишат за филмската и театарската музика зад која стои Оливер Јосифовски и тука и надвор. И да, тоа е еден идиомна, како еден врска помеѓу една алка во синџирот на културата на ова поднебе, бидејќи не е и македонското, и балканското, и светското, бидејќи овдека гледаме сме дале имиња како Никола Коџабајше, како Христо Роџевски, кои функционираат во Лондон и во Њујорк. Секој од нашите музичари и работи на Џијан Емин, соработат во хармониите, значи тоа е еден идиом кој е флексибилен, креативен, секогаш знае да најде нови начини изрази и едно кој нема индустрија која ќе го искористи, за жал, но и нема индустрија која ќе нешто сопре Милан додека ни се врати во етерот. Ненад, веројатно ќе мора повторно да се... Еве, добро. Па да, затоа и тоа богатство, кога ќе се по 10 години или по 15 веќе новите генерации веќе забораваат на претходното, ова ќе биде нивната основа. Тоа ќе биде музиката кон која ќе се навраќаат и која ќе биде традиционалната музика. Тогаш ова ќе биде класичната музика. Ќе преживее заради тоа богатство и креативноста на луѓето кои ја творат и заради овие документи, дали е тоа книгите, дали се тоа албумите, дали се тоа книгите или па еве се дојда стриминг сервисите како Spotify, како и останатите кои ќе се рачуваат. Така да тоа е идејом кој постојано ќе се развива и секогаш ќе имаат проблем новинарите да најдат калап во кој ќе го стават. Ненад, многу е интересно, односно фасцинира на колку мал простор вие успевате да го прикажете изданието, еве конкретно да зборуваме за снимените албуми, ги давате основните, што велиме, генерали за албумот, правите некаков осврт и редовно имате некоја субјективна нитка. Наоѓате на колку беше 500 зборови
Мора да бидат All About Jazz има свој формат и вие морате да пишувате, да располагате со толку зборови. Како ви успева да сте 5 до 10 зборови, така нешто за обична стандардна рецензија. Тоа е многу добар механизам за да се извлече суштината од авторот. Сите ние имаме проблем да се изразиме на помал простор за да излезе есенцијата. Ви беше ли проблем кога почнавте 2004 да пишувате за нив? Се судиравте ли со уреднички забелешки? Па не беа од аспект на должина, колку што беа за фокусот. Затоа што, нели, нашата приказна се носи некои своји историско, политички, културолошки корени си има, што ги прави различно. Значи, тоа треба да се представи на една читателска публика, која што не е од ова наше подрачје. И сега, за да им се долови нешто, како некои околности изнедриле таква музика, географско и сите можни, на почетокот може, кога ги предав тип, давав повеќе акцент на тоа, отколку на самата анализа. Меѓутоа, тие се многу cool луѓе, со убави зборови ќе ве насочат кон тоа, а ја одно право ке Милан, што мислиш за ова вака, така треба. И тоа е таа нека комуникација каде што собирате искуство додека се качувате на некоја скала во процесот на вашето созревање како автор, за да изнедрите убав текст, што сите ќе бидат задоволни, информирани и ќе им биде интересно да се навраќаат. Оли, вие завршивте Джез Академија во Софија, таа е во регионот позната, джез контрабасисте, меѓутоа, за среќа таму наставата не беше така конципирана да се изучува само инструментот, разбирливо и многу други аспекти. Јас во друг еден разговор ве прашував дали вам искуството од театарот и пишувањето наменска музика за театар и филм ви помогна да сте ова што сте, но вие ми одговоривте дека за тоа е виновна можеби Академијата во Софија, каде што ви дава задачи да читате драми, да пишувате музика и тоа е некако со еден куршум две добра, па во таа смисла колку книгите значат. Еве оваа книга на Ненад, треба уште многу книги да се напишат. Знаеме дека излезе рок енциклопедијата на Тошо Филиповски, излезе книга за винилите, но тоа е многу и уште неколку други се разбира. Тоа е премалку за рок културата, за субкултурата и така. Колку е важно тоа сведоштво да го комплетира целокупниот музички живот и просто да им даде база на идните истражувачи да продолжат понатаму. Добро, Бранка, ако не се лажам, ова е уствари последнава книга е на англиски, е стварно еден престиж сега, па сега ќе треба да се пишуваат и на англиски, што е перфектно. Океј, на македонски излегува неколку книги кои што со сите музичари со огромна радост ги дочекавме. И во целата таја радост, да кажеме, во сите книги се случи во тие 5 години, кој што е фантастично, ако не се лажам, 5-6 години, сега да не имам баш увид кога, затоа што за тие 5 години излегува многу книги, нели, неколку луѓе напишаа и тоа е стварно на богатство за да се бележи времето во кое што музичарите творат, како што кажав. Добро, оставени сме на нашата меморија, да кажеме, тој беше добар музичар, тој беше добар бенд, таа беше добра песна, така да ако тоа не се напише некако, напише во книга, некако сме оставени на милост и немилост. Мора да ги имаме дома, се разбира, сите музичари имаме сапорт, јас барем со тие кои што комуницирам, сите си купуваме CD-ата едни од други, не чекаме поклон, него одиме во музичките продавници и си ги купуваме. Барем сите кои што ги познавам, кажуваме еве CD, не, јас веќе си го купив. Вау. Така да тоа е некако некој аманет оставен. И освен тоа што нели си имаме дома музиката, вака не се лоши вака книгите кои што последно се загнаа луѓето да напишат убави книгички и баш се сеќавам и кога комунициравме и со Тошо на неколку наврати, тој каже
тој музичар го познаваш ли од 81-а, јас викам тогаш имав малку години, добро, значи тој, нели, ако еден човек не се сети, не ги поврзе сите тие работи, мислам дека беззначајно е да се отсвират 3 ноти, да се снима целото тоа, затоа што музиката еве добива некој друго значење, се мора да види на платформи. Сите тие преданија, сите тие нешта кои на проба што кажал, тоа некако убаво е да се содржи во тие книги, затоа што тие книги кои што да кажеме јас ги читав, ги имам во мојата домашна библиотека за џез музика. Има разни изјави од Колтрейн, има од Чарли Паркер кој што од, да кажеме, од многу музичари и кои што останати се во преданија и некаде некој ги запишал и тоа е драгоцено. И затоа што јас често пати на студентите им ги цитирам тие работи. Од Майлс Девис има фрази кои што се многу интересни, има од Орнет Колман, мислам реченици музички кажани за време на проба, за време на концерт. Има многу убави анегдоти со музичарите, така да само навивам да останат. Молам? Да, само Скопје има толку, можеби, илјадници концерти, свирки во гаражи, во клубови, од кои сме биле сите ние присутни, како Оли бил и дел од нив како музичар, кои останале во наше сеќавање, но поминуваат низ времето ако не бидат забележани, се забрават и местата, се зараваат и луѓето, така да... Да. Јас сакам да споменам во овој контекст. Да, навивам во таа насока да се задржат сите тие фрази, сите тие анегдоти, сите тие патокази, некои кратки реченици кои што за време на проба се кажуваат или изјави, така да вие новинарите сте некако криви за тоа. Јас сакам да апострофирам важноста на една појава во нашето живење. Ве гледам сите, таму сме се среќавале, сме после концертите сме дебатирале за музиката што сме слушнале. Тоа е Скопскиот џез фестивал. Тој оправдано најде место и во оваа книга. Колку е чудно, односно сите однадвор се чудат како имаме таков фестивал со светско реноме во толку мала земја, во многу други аспекти поназад од развиените земји, меѓутоа навистина можеме да се пофалиме со Скопскиот џез фестивал и голем дел од соговорниците на Ненад во интервјуата и рецензираните музичари се застанати на сцената на овој фестивал, подоцна и на Оффест. Ненад, во таа смисла, вие бевте единствениот оној чучурен таму во гардеробите меѓу првите што чекаше да земе интервју. И така ви тргна, уште со неверување се оцеливте после во Нови Сад, но таа љубов заедно со Скопскиот џез фестивал се продлабочи и главно ги црпите најдобрите интервјуа од таму. Ја мислам, се знае дека Новосадскиот џез фестивал бил инспирација на времето за Скопскиот да биде основен. Меѓутоа, кога веќе имав некаква километража мала, да кажеме, пред да се преселам ја во тој Нови Сад, веќе имав тука направено многу интервју, имав некаква позадина, некаква основа. И тоа ми помогна, значи, тоа искуство ми помогна за таму да се разгранам во Нови Сад и во Белград, после и понатаму. Тоа се должи на менеджмент. Тоа се должи и на културни политики, на каде да нешто некоја држава одлучува да вложи, нели? И во тие периоди тоа се случило еден човек да го менеджира и да го води бродот низ огромни бури, сеќашти минуваме низ граѓанска војна и Балканот беше забрането подречје. Дури кога беше граѓанската војна во Македонија 2001, пак имаме фестивал со американски музичари. Сакам да верувам дека и заради пандемијава нема да се случи, да немаме. Народ кој што многу си ја сака музиката, кој што сака многу убава музика. И добро, таа институција доаѓа од некое друго време на многу пописмени, посрекни времиња, со инаков народ и
таа посветеност и таа си влече за себе со квалитетот. Но и во времето на како што спомнав, мене беше многу битно да ги ставиме, значи покрај тие рецензии за македонски музичари да ги ставиме овие како се вика самиот фестивал, бидејќи контекстот на самиот фестивал е многу важен, бидејќи се случуваат секогаш некакви ајде нека да не опција, меѓутоа многу негови настани, нели, тоа 2015 беше поплавата со избеглиците од Сирија. Секогаш има некакви кризи и моменти кои што го нарушуваат оно што ние ствари сакаме да го правиме на концерти, да се дружиме, да си комуницираме. Нешто што сега го немаме вако со коронава. Пред се сакав да го истакнам во книгата битниот момент за важноста на таа институција, со таа историја, дури издаваштво. Имаме многу интересни изданија тамо. Моето прво, најчитано, значи number one рецензија, беше нивното издание на Зоран Маџиров, никош прежален, Roots on a Roof. Дури и Анастасија, која што ми е најчитана рецензија, никад не стигна прва на врвот, него со годините се зголемувала читаноста, со таа достапност таму. Така да, Офест и ова, сакам да дадам преглед што се случувало, како се случувало, што се случувало околу тоа, за да се види калибарот од Нет Колман, или Анушка Шанкар, или не знам кој. Джо Завинол, Јан Гарбарек, кого мислам? Ја за Јан Гарбарек бев многу млад, тоа уште стvari прва слушнав за него кога он гостувал 89-та. Ненати, јас не сум толку стара, ама бев на концерт. Милан, вие си го паметите зборот? Милан сакаше нешто да... Да, не е проблем, чисто само сакав да укажам на фактот дека и во најтешките години, и во годините кога неавме пристап до светот, преку Скопскиот джез фестивал имавме контакт со најквалитетното од тој свет, значи преку него учевме и што е најквалитетно музиката ни, стандарди светски, како и за концерт, така и за музика, така и за естетика. Дури мислам дека 2-3 години дури имавме најголем број на джез кафиќи. Толку беше влијанието. За жал немаме повеќе, навистина джез клубовите беа убаво место кај што се разменува и музика, и идеи, и разговори, се кроја веројатно и агендите на концертите, на фестивалите, да. И затоа е многу важно да остане овој спомен, бидејќи само сакав да споменам како пред некоја година на Facebook се појави листа на концерти кои се случувале во Југославија и сите се изненадија кој се немаше дојдено во Југославија. Споменот на джез фестивалов преку вакви книги и документарци, идните генерации ќе видат дека сепак овдека сме биле сведоци на светски културни настани, а не да остане некој мислење дека сме биле некоја последна дупка некаде на Балканот. Милан, вие имате секојдневна врска контакт со студентите, со овие новиве генерации, жив контакт имате. Какви се нивните интереси? Знаат ли за овие нешта? Колку ним им е потребна ваква литература за да бидат насочени можеби кон квалитетот, што нешто поминало како албум во светските портали, би требало да е гарант за квалитет, да ги завлече, да ги предодреди можеби натаму и тие да пишуваат. Мислам дека се жедни за квалитетна македонска музика. Сакаат нешто убаво од Македонија и ги сакаат нашите музици, но за жал нашите медиуми не секогаш ги промовираат. И затоа е многу важно да има и преку медиумите, и преку вакви книги, преку вакви промоции, да знаат дека постои, да може да се наврата, следат се разбира се што се случува, но за жал каналите преку тоа им пренесување не им нудат квалитет. Како што гледаме, дали е тоа преку телевизиите, дали преку онлайн, но кога ќе слушнат за добра квалитетна македонска музика, мислам дека нови генерации се жедни за тоа
и секогаш им треба некаков начин како да дознаат за нив и да пристапат. И Оли, ова да. е да, и само дека имам во книгата се прикажани, како што кажам, многу прети кои за жал веќе не постојат, а за кои може повторно преку книгава да се потсетиме на нив, Project Lust, Beta Fish и други и сами проекти на музичарите преку кои одново може да се обноват интересот за нив. Мене посебно драгоцени ми се рецензиите на живи концерти, не на самите албуми. Албумот можеме да го слушнеме отпосле, меѓутоа да се сетиме на чувството, на впечатокот што ни го оставила некоја музика, и тоа е навистина многу вредно. Оли, да ве прашам, дали ќе се согласите со мене дека оваа книга бара надградба со едно компилацијско CD, макар ако не и со сите албуми, би бил одличен онаков бокс подарок, што би можел слободно да се најде на еден саем како Мидем и комплетно да ја представи барем овој дел од нашата музика, бидејќи имаме тука и класична музика и друга музика што се создава, народна, секако, битно е и тоа. Мислам дека предлогот е перфектен. Ете, тоа е предлог на место, Бранка. Супер. Тогаш би значило, тогаш би имало комплетно доживување, затоа што да може да се чуе и да се види целото, нели, тоа што музиката е неопипливо, а книгата е прави да е опипливо материја, и би било многу така репрезентативно и за книгата и заедно во комуникација со музиката и со тоа што се случувало, така да еве, ова е супер идеја. Ајде да видиме. Може и некогаш и на Netflix документарна серија да се... Да, секако, Ненад веќе има искуство од музички документарни филмови и како организатор на фестивал, меѓутоа и како автор на документарни филмови, но ние сигурно немаме време да се осврнеме на сите тие аспекти, бидејќи сите вие имате зад себе богато CV. Јас не знам, можеби не зборувавме конкретно на книгата, но цело време бевме на таа линија. Мислам дека убаво ја промовиравме. Јас можам да му посакам на Ненад голема читаност, ова да не биде првиот и единствен тираж, да излезе во уште еден најмалку и да продолжи вашата едиција на публикации поврзани со музиката, она што вие најдобро умеете да го правите и го правите. И еве уште неколку секунди со некаков завршен збор, да личи ова на, иако ни почна малку тешко технолошки, барем да ја завршиме како што треба. Добро, главно мене со ова издание тоа ми е целев кон повеќе мети, значи не само една да биде продадено, значи од една страна да биде читливо, убаво, информативно. Секогаш почнам од себе, нели? Да мене тоа за моите деца. Може би нема да можам да се бавам со ова, но ќе знаат што сум работен. Од друга страна, сакам тие да ги видат некои вредности кои што мене ми значеле, што сакам да ги пренесам преку овие пишувања и овие бендови кои што ги застапуваат тие, ги символизираат тие работи. Втора работа е спомнаме тоа дека историјата, македонската музичка историја, мраќа има изедено, и имам интерес зашто се има случувано и назад, како што и оно што се случува сега и што ќе се случува во иднината. Кога правам истражување за некои пишувања, нели, подготовки и сето тоа, имам проблемот да најдам многу материјали од тие минати периоди за некакви издања на Леби Сол или некои бендови од 80-тите. Фала Богу, сега Тошо Филиповски тоа ги копа тие работи и ги објавува. Но тоа е после X години слепи улици. И ова би послужило кон некои идни генерации што си објавуваат биографии, што сега ги има, како што ги има позади грбов мој, каде наново некоја тема е истражувана, испитувана и дава убаво поинакво светло на разни светови од минатото кои што повеќе ги нема. И нормално ова е направено да биде поп култура, да не биде онака тежок документ професорски и сето тоа. Туку да си го видиме, значи, на сегашноста до кај сме стигнале,
што правиме како. Бидејќи живееме во едно многу контроверзно транзицијско време. Да. Милан, вашиот завршен збор, сега во вакви пандемиски услови излегуваат најубавите поенти, пораки од сите луѓе, сите звучиме како мис на светот и Европа, да се надеваме дека новото нормално ќе биде токму такво, се што си посакуваме. Повелете, Милан? Да, значи мојата порака дека оваа книга е плод на 25 годишно вложување во себе, вложување во својата традиција, во својата музика, во македонската музика, следење и на крај дава плод. Затоа јас би порачал и во ова време, невремено и понатаму, младите да слушаат македонската музика и поддржуваат нашите музичари, да следат тоа што е квалитетно и добро, да не се секоја вложена пара во добра книга или во добра музика, или особено во добар концерт, потоа се враќа, за да им даваме материјал, да може да отворат и сегашните музичари, да им даваме материјал на новинарите како Ненад Посна. Они лесно тоа ќе го направат, ќе го склопат, ќе го задржат, но мораме да даваме поддршка и се надевам дека наскоро ќе започне тој нормален свет, па да може Оли, да не можеме да го најдеме за ваква промоција, дека има 3 концерта во еден ден на кој ќе треба да оди. Тоа е мојата порка и се разбира да има вакцина, ете, како мис. Или лек. Олин е еклатантен пример на некој кој што си го следи сонот, no matter what, и кога му викаат овој проект или албум ви е малку чуден, љубојна отиде во друг правец, тие растат постојано низ годиниве и Оливер никогаш не очекува за да не се разочарува. Тој е токму пример, еден од плејадата музичари содржани во книгава, кои што упорно работат на остварување на своите замисли. Оли, во право сум така. Епа, да сме сите живи и здрави, да го дочекаме времето кое што ќе можеме да гледаме повеќе концерти, да гледаме. Да слушаме. И јас би сакал да слушаме и да гледаме концерти, да слушаме и јас би сакал да сум на таа страна, затоа што тоа исто така ме исполнува. Слушањето, концерти, гледањето, многу повеќе ме исполнува, се разбира, и свирењето, но таа енергија која што доаѓа и која што кружи некако меѓу публиката и музичарите, кои што за жал во ова време некако останавме за многу концерти така осиромашени, ама мислам дека ќе го наскоро дека ќе го победиме тој, дека ќе се најдеме некако, ќе се сретнеме со публиката или музичарите со публиката или публиката со музичарите. Кога беше полицискиот час, значи кога не можеме да мрднеме од дома, додека сите беснеевме на Facebook, се виде важноста на овие луѓе за нивното творештво, за нивните емоции, значи дали филмови, дали книги, дали музика, што ние со помош на кои ги пребродуваме сите тие ограничување на движење, да ги кажем, локдаунот. И да се свати дека колку се есенцијални работници во наше општество. Не сакам да останам фокуса кон публиката за информацијата дека книгата посветивте Ненад на вашите тројца синови и дека книгата е во издание на Арс Ламин, уште еднаш да подвлечам, бидејќи знаеме каков е приемот кај издавачите на едно вакво, би рекла, не толку комерцијално дело, иако јас длабоко верувам дека тоа треба да е популарно, лесно читливо, одлично, добра литература, но и тоа не зачудува бидејќи наидовте на директорка на издаваштво, која што и самата е музичар, да споменеме Бранка Бугариска, која што е главен и одговорен уредник на изданието. Генерацијата Корчаген. Добро, не идеме на едно широко отворено... Да. А моја колешка од одделот за етномузикологија од Факултетот за музичка уметност, така што тука некако се споја, ете повторно некој кружок, би рекла, се некои конспиративни ќе помислат гледачите. Не идеме на разбирање зашто оваа екипа луѓе, зашто овој материјал и сето тоа и за важноста на книгава и важноста на процесот на градење на една ваква публика за ваков тип на литература, значи од областа на културата, поп културата.
Значи, книгата Пресен плес се наоѓа во сите книжарници на литература МК и јас тука би ја заокружила оваа онлайн промоција. Мислам дека со оглед на условите не беше лоша. Ние повторно се дружевме, но сите заедно навиваме да се сретнеме во живо и тогаш масовно да ги дискутираме и да Голем благодарности за Бранка за прекрасната емоција и интерација. Ви благодарам, мене ми беше навистина задоволство. Не почувствував дека имам некаква улога, вие бевте важни. Секое добро, поздрав до нашата публика и се гледаме по некој друг убав повод. Претпоставувам тоа ќе биде некој концерт на Оли, а можеби и некое научно издание на Милан. Јас гледам наскоро. Благодарам. Довидување наскоро. на сите. Довидување. Довидување, се гледаме наскоро. Фала ви многу на сите. Чао.